Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате: породилна траума, парализа на левата рака. Семејството Ристовски од Тетово поминува низ живот на Голгота. Општата болница во Гостивар обезбеди дополнителни 20 легла за третман на пациенти со COVID-19. Протест со автомобили на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Тетово. Живот на Голгота на семејството Ристовски од Тетово. Нивниот син на возраст од 1 година и 9 месеци породилна траума, има парализа на левата рака. Откако се обратиле до разни медицински установи, надеж за лекување добиле од српска клиника. Фондот не ги покрива трошоците, а тие самите немаат можност да обезбедат средства, па бараат помош од хуманите граѓани. Повреда при раѓањето на третото дете им го промени текот на животот. Семејството Ристовски од Тетово речиси 2 години во потрага на лек за синот Михаил, со диагноза парализа на левата рака и по денови поминати со болнички третмани, добиваат надеж од клиника во Белград, соседна Србија, но за целокупното лекување и за престојот потребни им се 15.000 евра, кои не можат самите да ги обезбедат. Со тешко срце се одлучив да се обратам на јавноста, заради тоа што пред година и 9 месеци ни се случи со третото дете една трагедија која што на пораѓајот му ја скршија раката. Немавме друг избор, се боревме, значи колку што можевме, се испозаглавивме за да идеме на терапии на секаде каде што разбиравме, значи најдовме чаре во Белград, во Виталис, каде што ни гарантираат дека ќе може да проработи раката. Меѓутоа со средствата не можеме да стигнеме, затоа би ја замолил јавноста за да колку што може ни помогне со донации. До пред 7 месеци Михаил добивал терапија во Заводот за физикална медицина во Козле, која само му помогнала да не му атрофира раката, но не и да почне да му работи. За лекувањето во Србија се обратиле за помош до Фондот за здравствено осигурување, но добиле негативен одговор. Во фондот, значи, ни рекоа дека не може да не го покира тоа, заради тоа што немаат соработка со таа болница. Таа болница е приватна. Значи, другата опција е во Козле, во Скопје, каде што одевме тамо, година и 2 месеци. Сега е прекинато тоа заради короната. Значи, до самиот ден до кога што можеше да се оди тамо, идевме, меѓутоа само што не атрофира раката. Каква терапија му беше нудена во Козле, а што треба да прими во Белград? Што е разликата? Значи, тоа е кинеска терапија во Белград, а во Козле масажа и струја, парафини, тие работи. Како млад брачен пар Ристовски не очекувале вакво нешто. Помислиле дека можат да се изборат со оваа неволја, но не било така лесно. Сопругата не може да иде на работа, заради тоа што малиот не може да иде у градинка ради самата попреченост на левата рака. Не сме во можност со една плата, значи дали да плаќаме кредити, дали да двоиме пари за терапиите негови и дали да ги издржуваме другите 2 деца. Семејството бара помош од хумани граѓани, секој кој сака во рамките на своите можности, да донира средства за лекувањето на малиот Михаил, за да може да се врати нормалната функција на неговата рака. Општата болница во Гостивар обезбеди дополнителни 20 легла за третман на пациенти со COVID. По дел од интерното COVID центар станува и одделот за неврологија. Министерството за здравство и општината деновиве бараат соодветна градежна парцела за изградба и на модуларната COVID болница. Се зголемуваат болничките капацитети за згрижување на заболени од COVID во Гостиварската општа болница доктор Ферид Мурат.
Од пред 10 дена пациенти се примаат во дел од интерното одделение, а од вчера ковид центар стана и одделот за неврологија. На овој оддел во функција ќе бидат над 20 болнички кревети и над 20 лекари и технички здравствен персонал, кои во секој момент ќе бидат на услуга на пациентите. Директорот и координативната група за време на викендот внимателно ќе ја следат ситуацијата и доколку е потребно во наредните денови, ќе го зголемат капацитетот на болничките кревети уште повеќе, информираат од болницата. Гостивар е еден од градовите во кои ќе се гради модуларен ковид центар, но се поизвестно е дека тоа нема да се случи годинава. Објектот треба да биде лоциран близу болницата, а представници на Министерството за здравство и општината деновиве бараат градежна парцела соодветна за таа намена. Веќе размислуваме одредени места каде што може да се направи така импровизирана болница која што може да функционира овој период. Се надевам дека овие места кои што ги имаме и кои што ги исполнуваат условите што ги бара Министерството за здравство, денеска шефот на урбанизам ќе изнајдат некое решение кое што ќе биде прифатливо и за Министерството за здравство. Од наша страна најбрзо што може, ова е приоритет над приоритетите, така да ќе дадеме максимум од наша страна што може да се направи, меѓутоа повторно одредени процедури мора да се запазат, така да најбрзо што е можно. Од гостиварската болница стигна и апел до граѓаните да избегнуваат посети на болните кои лежат на одделенијата. За специјалистички преглед прво да го посетат матичниот лекар, а болнички услуги да бараат само при итни случаи. Со вклучувањето на неврологија како ковид центар, во Гостивар моментално вкупно има 90 легла за ковид пациенти. Вчера во Гостиварскиот регион беа потврдени рекордни 94 новозаразени со коронавирус, како и 2 починати пациенти. Министерот Филипче апелира да не се пијат антибиотици неконтролирано. Тој истакнува дека државата располага со доволно лекови за третман на COVID-19 и дека лечењето на вирусот секогаш подразбира комбинација на лекови и соодветна експертиза од здравствените работници. Од разговор со матичните лекари, апропо овие информации кои што излегоа, има одреден број на случаи на граѓани кои што има и паника. И веројатно станува збор за креирање на некаква форма на домашни аптеки. Затоа, дозволете да упатам еден апел. Да не се пијат антибиотици неконтролирано. Има сосем доволна количина на лекови за третман на COVID. Ова не е болест за кој што има еден специфичен лек. Огромен број на клинички студии се прават, се уште нема еден лек за третман на болеста. Станува збор за комбинација на лекови. За секој од комбинациите е потребен да се погоди и тајмингот и индикацијата врз основа на анализите. Консултација со матичниот лекар, упатување у болница, по потреба и според индикација тоа што треба да се почитува. Цела држава се соочува со енормно аерозагадување. Таков е случајот и со Тетово, каде што речиси секојдневно се мерат високи концентрации на штетните PM10 честички. По заклучоците од 40-тата седница на владата во Тетово, Куманово и Кавадарци стапуваат на сила препораки и мерки за борба против загадувањето. Согласно заклучоците од записникот од 40-тата седница на владата на Република Македонија, во Тетово, Куманово и Кавадарци стапуваат на сила следните препораки и мерки. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за здравство се должни да препорачаат на сите правни субјекти да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар, да препорачаат на сите правни субјекти да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот, да препорачаат да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено, да обезбедат услови за зголемени активности на службите за итна медицинска помош, домашна посета и патронажна служба. Владата на Република Северна Македонија да ги задолжи сите органи на државна управа, агенциите, фондовите, бироата, заводите, јавните
државните предпријатија и акционерските друштва во државна сопственост, како и на единиците на локална самоуправа, да ја намала до 50% употребата на службените возила, да обезбеди ограничување на работите на градежните објекти. Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст, Здравствениот дом и единиците за локална самоуправа да обезбедат прифатилишта за сместување на бездомници, да дадат поддршка на стари осамени лица преку организирани посети. Министерството за здравство да ја заложи службата за итна медицинска помош да доставува информации до Институтот за јавно здравје за број на повици за време траењето на епизодата на аларматно загадување на воздухот на дневна основа, се до завршување на епизодата и една недела по завршувањето. Државниот инспекторат за животна средина да започне со вршење на зачестена контрола на инсталациите кои што поседуваат АИСК-3 дозвола, да спроведе контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух со акредитирана лабораторија со цел да се утврди дали се применуваат пропишаните мерки во дозволата по однос на емисиите во воздух. Министерството за животна средина и просторно планирање ќе подготви и достави препорака до инсталациите кои што поседуваат АИСК-3 дозвола за намалување на капацитетот на производство до 50%, со што од оваа мерка ќе бидат исклучени инсталациите кои што произведуваат топлинска или електрична енергија. Пукната доводна цевка на Шарпланина причина за отежнатото водоснабдување во Тетово. Поголем дефект во близина на новата пречистителна филтер станица кај Лисец е причина за повторно отежнато водоснабдување на Тетово, информираат од јавното комунално предпријатие Тетово. Оттаму објаснуваат дека предстои намалување на довод на вода од новиот водоснабдителен систем, со оглед дека дефектот е на голема доводна цевка од Лешница кон новата филтер станица. Ќе имаме намалување на довод на вода како последица на линијата која презема вода од Лешница, а во близина на филтер станицата кај Лисец на цевка F500. Според моје видување за ваков вид дефект на цевка која минува низ планина, сум убеден дека е поради неодамнешните земјотреси што ја погодија зоната и предизвикаа подземни ерозивни движења. Објаснува Љулзим Шачири, раководител на работната единица водовод и канализација при ЈКП Тетово. Новиот водоснабдителен систем, кој презема вода од планинските реки, требаше да обезбеди дополнително 250 литри вода во секунда за градската мрежа. Опозицијската ВМРО ДПМНЕ вчера организираше протести во неколку градови во земјава како реакција на интервјуто на премиерот Зоран Заев, што според партијата е обид да му ги одземе достоинството, честа и гордоста на македонскиот народ. Во Тетово собирно место беше населбата Тетовчанка, од каде со автомобили тргнаа низ градските улици се до центарот, од каде побараа оставка на Заев. Денеска сме тука во Тетово, во Република Македонија, да испратиме порака до сите кои што помислуваат да се пазарат со нашето достоинство, дека македонскиот народ е пријателски народ, македонскиот народ е горд народ, но исто така дека македонскиот народ е храбар народ и нема да дозволи да биде понижуван. Ние нема да дозволиме да се гази врз жртвите и делото на нашите предци, на револуционерите, на илинденците, но и врз делото на партизаните и хероите од антифашистичката борба и народно-ослободителната борба на Македонија. Време е, почитувани, да се обединеме сега, без разлика на нашата национална и партиска припадност, и да ставиме крај на лудоста на Зоран Заев, човекот кој што сака да ги продаде националните интереси. Зоран Заев го изневери македонскиот народ, ги изневери своите поддржувачи. Зоран Заев не направи ништо добро за својата држава и мора да си оди. Ние бараме оставка веднаш. Зоран Заев мора да си замине и да одговара за сиот криминал и предавства кои ги има направено. На крајот, сакам да им се заблагодарам на сите оние кои што ни се приклучија, но и на сите оние на кои што Македонија им е во срцето, да се охрабрат и да се приклучат новие протести. Ова е битката за идните генерации. Од нас зависи дали ќе продолжиме како горди македонци на патот кон Европа. Во изминатите 11 месеци вкупно биле санкционирани 1182 лица кои управувале возила без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово.
Во изминатите нецели 11 месеци од оваа година, заклучно со 25 ноември, на поширокото тетовско подрачје вкупно биле откриени и санкционирани 1182 лица кои управувале возила, најчесто патнички, без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. На сите им се изготвени соодветни поднесоци и ќе се соочат со парична глоба од 300 евра во денарска противредност. Во овој период исто така санкционирани се и 356 возачи почетници кои не се придржувале кон законските ограничувања предвидени за оваа категорија возачи, а за кој прекршок предвидена е парична глоба од 200 евра во денарска противредност. На гостиварското подрачје вкупниот број на откриени лица без возачка дозвола во периодот за кој станува збор изнесувал 425, а на возачи почетници 64. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел поединци да не седнуваат зад волан без претходно положен возачки испит и да не ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово подсетува исто така дека и сопствениците на возилата кои им ги даваат на управување на лица без возачка дозвола се санкционираат согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Глобата и за овој законски прекршок е 300 евра во денарска противредност. Одбојкарите на Шкендија денес го играат еден од најважните надпревари за пласман во плей-офот за разигрување за шампионска титула. Одбојкарскиот клуб Шкендија денес го игра можеби одлучувачкиот надпревар за влез во првата четворка на табелата, која ќе разигрува за шампионската титула. Противник на тетовските одбојкари ќе им биде директниот конкурент Вардар од Скопје, а очекувањата во таборот на Шкендија се победа на овој надпревар. 4 утакмици, првите утакмици, 4 утакмици, значи сите ги победивме и со Борес беше петата утакмица, значи и тоа ја изгубивме во нашиот терен. Тој, како да кажам, вака спортски не беше наш ден, но имавме многу грешки, но после тоа другата утакмица во Штип што имавме пред два дена со тоа што победивме таму и сега пак сме значи во форма и мислиме дека со Вардар што ќе се одигра во сабота. Мислим дека ќе победиме и ќе осигуруваме четврто место која не води во плей-офот. Како предвид, како земаме дека ние лани почнавме после таа голема пауза што го имавме. Добро, оваа година имаме и две странци играчи и имаме поквалитетна екипа. Моментално сме на четврто место и не чекаат дури две сериозни, да викаме сериозни утакмици што треба да давам максимум за да влеземе во тоа златна четворка што ќе игра на крај. Ние кога влагаме на секој надпревар, сакаме да победиме, влагаме да победиме и сигурно и на овој надпревар и затоа што знаеме дека ќе биде тешко и кога е притисокот голем дека треба да се победи, но ние ќе даваме максимум и таа утакмица треба да биде наша, затоа што сме и у домашен терен и мислам дека ќе биде и полесно и тоа што вие го кажавте дека тие имаат проблеми, знаеме дека Вардар беше силна екипа, но моментално имаме можности да го победиме таа утакмица. Во екипата на Шкендија оваа сезона настапуваат и двајца интернационалци. Еден од нив е босанецот Джемиле Лашковиќ, кој иако е роден во Велес, сепак нема македонско државјанство и за прв пат настапува во македонското првенство. За сега мора да бидеме задоволни со оглед на играчкиот кадар кој го имаме, но секогаш може и подобро како од мене, така и од моите соиграчи. Мислам дека се покажавме добро, но секако дека може и многу подобро. Со оглед на тоа дека играв 5 сезони во босанското првенство, потоа и во Црна Гора и Албанија. Мислам дека македонската одбојка е тука некаде. Може би на едно ниво подоле од босанската, но се надевам дека во скоро време ќе биде многу подобро. Стручниот штаб оваа сезона им даде шанса за настапи на младите одбојкари, кои се едината на тетовската одбојка, и на овие надпревари има убава можност да учат од многу поискусните колеги. Ова е најдобрата шанса што сум имал до сега да изиграм за мој домашен клуб околу Шкендија. Ми е многу добра шанса да играм против најаките играчи што беа на тоа време, како Абил, Ирил, Плумп и други. Многу сум задоволен со тренинзи, со игра и све ми е дадена шанса да изиграм и да кажам моето како и што сум јас. Нашето очекување на оваа сезона е да стигаме над првите 4 екипи, да ставаме на Final Four
и тоа ќе го видиме на последните две утакмици против Универзитетово и против Вардар. Добив убава шанса да играм за екипата на Шкендија и мислам дека добро ја искористив. Се надевам дека ќе напредувам бидејќи сме квалитетна екипа и играм на едно навистина квалитетно ниво. Очекувам дека првенството ќе го завршиме во првите 4 екипи на табелата и дека во продолжение ќе постигнеме уште подобри резултати. Екипата на Шкендија во моментот се наоѓа на делба од 3-то до 5-то место на табелата, заедно со екипите на Вардар и Борец со по 15 бодови. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, почитувајте ги мерките за заштита и имајте пријатен викенд.